Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. До крајот на неделава ќе бидат познати новите цени за новата тутунска реколта. Само 4 километри ги делат од цивилизацијата. Жителите од Рилево бараат решавање на 3-деценискиот инфраструктурен проблем. Боево гаѓање на стрелиштето Леково утре. Засилени викенд контроли на СВР Битола, евидентирани 1264 возила, издадени 287 платни налози. Победа со победа се врати од Велес, а прилепските ракометари поразени во Кавадарци. Времето денеска облачно и студено. Урбан маркетинг. Треба да знаеш во секое време со еден клик на radiopela.mk. Протектор Прилеп, македонско друштво за застапување во животно и неживотно осигурување. Протектор е вашиот заштитник од ризици на патиштата за автомобилска одговорност, каско и патничко осигурување. Протектор застапува при осигурување на вашиот приватен или деловен имот. Секоја успешна приказна се темели на самодоверба, сигурност и визија. Не дозволувајте животот да управува со вас. Управувајте вие со својот живот, порачуваат од Протектор. Животно осигурување со Протектор, совршена комбинација на штедење и осигурување од ризици. Друштво за застапување во осигурување Протектор Прилеп на булевар кај пензионерското друштво. Телефон 073 555 006. Протектор. Не дозволувајте животот да управува со вас. Управувајте вие со својот живот. Урбан маркетинг. Со гласовна поддршка во студиото Гордана Цветановска. На неколку фронта се одвиваат преговорите за новите цени за измени во Законот за тутун, како и во Правилникот за откуп и проценка. Со посредништво на ресорното министерство во тек се разговорите со откупувачите во работната група. Се бараат начини да се стандардизира производството на околу 20 од 22 милиони килограми тутун, да се испочитуваат барањата на тутунарите за фер цени, но и потребите на откупувачите, вели Кире Ристески, председател на Сојузот на тутунски здруженија. Со посредништво на Министерството, министерот оформи работна група за разговори со откупувачите. Се уште тра преговорите со откупувачите. Она бараме некои договори да го стандардизираме производството на околу 20-22 милиони, да се најда и тие и да се пронајде и тие меѓу самите производители да бидат заинтересирани да му скочуваат договори. Така да има инициирано неколку точки, она и за измена на законот за тутун во ова работно тело, да донесивме уствари како предлози дајани се од нас од Сојузо забрана за увоз на ароматичен суров тутун, брајчење на ингеренциите на Сојузо без согласност на Сојузо да не може да подпишува, односно да договара цени и договори, и баравме измена на члена од законот за полагање на добивање на лиценци не само на носителите на стопанството, односно на договор, него и потесното семејство. Да може да полага за лиценца син, ќерка, тој и се уште сме во договори, се уште немаме донесено дефинитивни заклучоци одлуки. Со цената ги добивме цените, заклучно до 20 беа обрзани да ни испрата до цени. Да вечер ќе имаме извршен да ги разгледаме, да ги отвориме понудите, со тоа ќе одговориме и за во рок од 5 дена.
Интересот за тутунопроизводство е голем, но не се очекува дека новата реколта ќе биде потешка од ланската, вели Јусуф Ибраими, тутунар од долненското село Житоше. Новата реколта очекуваме да не падне пониска од ова годинашната цена. Нормално очекуваме дека ќе постигнеме повисока цена, па се надевам дека ќе успееме во тоа нешто. Жителите на долненското село Рилево бараат асфалтиран пат до соседното село Ропотово. Основното нешто кое што треба да го има секој жител на оваа држава е пристап до цивилизација, пристап до државни институции и здравствени институции, вели Злате Ѓорѓиевски, председател на местната заедница во село Рилево. Сите легални постапки сме ги примениле за да го решиме овој проблем. Значи, сме поднеле барање до председателот на Советот на општина Долнина 10.11.2023 година да при изготвување на програмата за работа на општина за 2024 година нашиот патен правец го стави како приоритет за решавање. И тоа го издействувавме во Советот на општината. Значи беше ставен како приоритет за решавање на 2024 година. Но помина 2024 година, средства за решавање на овој наш проблем не се обезбедија. Средствата кои што ги дава државата за решавање на инфраструктурни проблеми во општините кои што немаат сопствени средства да ги решат, да ги задоволат потребите на граѓаните, не се аплицираше со нашиот проект и ние не обезбедивме средства од тие државни средства за решавање на овој наш проблем. Сите села треба да се убави и да се градат, да се врати животот тука, но на овој начин без пат тоа не е можно, вели Благоја Димески, жител на село Рилево. По еден ваков пат не прашуваат колку е оддалечено од асфалто, им кажуваме, се размислува, прашува колку години, пример, има пациентов што треба да го однесиме до лекар, за да го однесиме. Ако тие не дојдат, ние со наши возила се снаоѓаме некако, мора да му спасиме живот на човекот. Противпожарна единица не можеше да дојде прошлото лето, че изгореше цело село ради патот од 4 километри што е и ред други работи. Има и многу други села со помалку жители од нашето, па направено е и асфалт и верски објекти. Не сакам да ги споменувам селата, не сакам сите да бидат убави. Регионалниот центар за управување со кризи известува за боево гаѓање на стрелиштето Леково што ќе се реализира утре, вторник, 25 февруари. На ден 25 февруари, вторник, во времето од 8:30 до 15 часот ќе биде реализирано боево гаѓање на стрелиштето Леково. За таа цел се забранува секакво движење на лица и стока во реонот на стрелиштето. Се предупредуваат сите лица кои ќе најдат неексплодирани зрна, односно проектили, да не ги допираат и за истото да ги известат органите на МВР и командата на касарна Прилеп, стои во известувањето од Центарот за управување со кризи. Од спортските терени. Победа го совлада Борец во Велес со минимални 0:1. Прилепчани заслужено стигнаа до нови 3 бода во второто пролетно коло од Македонската втора фудбалска лига. Прилепчани одлично одиграа и со победоносниот гол на Филип Димовски во 86-та минута со удар од 7,18 метри далечина само ја зголемија довербата за продолжението од сезоната во лигата. Ова е успех за тимот на Стојанче Дунимагловски, бидејќи од 70-та минута па до крајот одигра без исклучениот Петар Петровски, кој доби црвен картон, втор жолт. Пораз на ракометарите на Прилеп во салата Јасмин во Кавадарци. Во дуелот машката ракометна Суперлига, прилепските ракометари се поразени во Кавадарци кај Тиквеш со резултат 30:24, полувреме 16:15. Надпреварот кој домајчинот го доби во вториот дел, кога и ја стекна разликата која ја имаше подоцна до крајот на мечот. Кај домашните најрасположен за игра Кривокапич со 7 постигнати гола, а кај прилепчани со исто толку реализации и Шабановиќ. Последното коло Прилеп е домајчин на Струга.
Временска прогноза. Времето денеска умерено до значително облачно со услови за слаб дожд, на планините и на повисоките места слаб снег претежно во источните делови. Ќе дува слаб до умерен ветер од југоисточен правец. Минималната температура денеска во Прилеп достигна до 1 степен над нулата, а максималната до 6 степени. Следува период на променливо облачно време. По одделни котлини ќе има појава на магла и ниска облачност, а локални врнежи од дожд се очекуваат во четврток. Утринските и дневните температури ќе бидат во постепен пораст. Временска прогноза. Продукција Радио Пела, февруари 2025 година. Уредник Гордана Цветановска, техничка реализација Никола Димески.